Благодарам. Најпрво ќе почнам со она што во овој буџет е искажено, а што сиве овие денови изборуваме, а тоа е дека буџетот бил 3 милиарди и 200. 3 милиарди и 200 се желбите кои сакаат да ги остварат Груевски и Ставрески, за да ги задоволат апетитите на граѓаните на Република Македонија и секаде каде што одат, она што го ветуваат, кобајаги ќе можат да го истото и завршат. Сметајте дека буџетот има и приходна страна, а министерот многу убаво знае дека таа приходна страна е едва 2 милиарди и 800 евра. И сега, ако видите дека потребни му се скоро 400 милиони евра, за да најде пари од некаде, за да го ова како дупка покрие, за да народот биде задоволен, и една друга паралела, токму со овие 400 милиони, сигурно сите сте го погледнале буџетот и сте виделе дека за наредната година ќе трошат во инфраструктура ни повеќе, ни помалку, толку колку што ќе биде она што се вика буџетски дефицит. 408 милиони евра. И сега, кога зборуваме за буџетот, единственото добро што може да и се случи на Република Македонија, да не дозволи повторно да го троши овој двоец и овие народни пари и наредната година. Тогаш би било сигурно се поинако. Она што они го искажуваат како желба е едно е да сакаш нешто да направиш, ама да направиш онолку колку што можеш, онолку колку што умееш и онолку колку што народот може да поднесе. Она што сакате да го правите е нереално, неостварливо и не само ние од опозицијата, дека ова е нереално и неостварливо, го знае и министерот за финансии, само едно зборува помеѓу министрите кога зборуваат, друго ви кажува вас за да го изгласате овој буџет. Е, тоа е лицемерноста и дволичноста на владењето на оваа влада. Затоа, она што го правите е само едно додворување на народот, додворување кое што значи неразумно трошење на се и се што, на непродуктивни цели, само за да се добие нешто од народот, и тоа се вика политички клиентелизам. Затоа, она што нашите граѓани сигурно ги интересира е да добијат подобар животен стандард, да добијат реални работни места, да не бидат понижувани за едно работно место, да не бидат селективно понижување за добивање социјална помош, да не бидат селективно понижување за се и се што треба да го добијат од оваа влада, а таа влада ги троши нивните и нашите пари на сите нас. Апетитот за трошење на оваа влада ни е познат на сите. Вие знаете дека само пред некој ден 400 милиони евра за патишта ќе ги позајмуваме и ќе даваме гаранции за јавните предпријатија. До крајот на годината најавуваат уште 500 милиони евра да позајмат пари за да покриеле годинашнава буџетска дупка и буџетските трошења и односно за буџетски потреби во наредниот период. Е, тоа е, почитувани граѓани, владата на Никола Груевски, која што е подпомогнат од неговиот кумашин Ставрески, кој што знае и умее единствено и треба да се гордее со тој нарав што го има, дека од било каде ќе ископа да се позајми, да земе кредит, да најде пари, за да се задоволят апетитите и не да се трошат за продуктивни, туку за непродуктивни цели. Затоа и она што на сите ни е јасно, овој буџетски дефицит
кој што ни го најавува. И за оваа година го најавува, па истиот се зголеми. Иако овој министер користи сосема друга методологија кога е во прашање буџетскиот дефицит, а не методологијата на пресметковна вредност, која метода на пресметковна вредност ја користат сите развиени земји. Затоа нема да биде она што го направија со ребалансот на буџетот. Кога лани, кога се носел буџетот, ви рекоа дека е 3,4 ќе биде буџетскиот дефицит, со ребалансот го направија 3,6. Реалниот буџетски дефицит до крајот на годината сигурно ќе биде поголем од 4,2%. И сега, ако зборуваме за буџетскиот дефицит, на сите и вам и на министерот му е јасно. Што поголем буџетски дефицит, тоа е поголем и јавниот долг на државата. Секоја година буџетскиот дефицит се зголемува и јавниот долг се зголемува. Она што го правите за една година како дефицит, владите на СДСМ го немаат направено за целото владење во апсолутни бројки. Последниот буџетски дефицит кој што беше само 50 милиони евра. Секоја година вие имате по 300-400 милиони евра за покирање на тие буџетски дупки, а тоа се тие апетити кои што сакате да ги направите за да народот биде задоволен, без разлика кога ќе дојде време да се плаќа сметката, тогаш ќе ја плаќаме сите заедно. И сега она што го прават, не само што ја задолжуваат државата, научија и испадна и во тоа умешни. Наместо владата да се задолжува и да се зборува само за јавниот долг, направија да огромен дел ги задолжуваат јавните предпријатија и на народот да му кажуваат дека да, ние сме 43,9% задолжена земја од бруто домашниот производ и тоа е она со кое што се гордеете. Не ги земате тука, колеги, сите оние пари кои што ги зедоe последнава година и минатата година, бидејќи оваа власт е 10 години располага со 25 милиарди евра буџетски пари од народот на Република Македонија. И сега, ако земеме да разговараме, што е тоа што оваа влада со сите овие буџети, а посебно и во овој буџет од 2016 година, има нешто да направи, има нешто да се пофали дека направиле, има ли нешто со кое што ќе можеме да му поверуваме на министерот, на кого што му е доверена државната каса да ја чува, дека направиле нешто стратешки објект, некој објект кој што ќе биде препознатлива државата, помогнале да некој производ биде представен од Република Македонија и таков како бренд да бидеме препознатливи. Сите ќе се сложиме дека единствениот бренд по кој што во моментов сме препознатливи, тоа е дека имаме премиер кој што краде од собствениот сиромашен народ и за тоа мува не го лази и се уште оди низ Република Македонија и им кажува бајки дека сите тие што ќе побараат, сето тоа ќе им го оствари. Како да му веруваме на министер за финансии, кој што лани кажал дека ќе има стапка на раст, иако ако почнеме да елаборираме што е стапка на раст, а што е економски развој, ќе сватите дека со овие стапки на раст кои што ги прикажуваат и што ги кажуваат, Македонија нема економски развој и затоа, почитувани граѓани, 45% и од овој буџет за 2016 година ќе одат за социјални трансфери. И не само тоа, во овој буџет го имаме она што ни го прикажале министерот и неговите околу него што се. Знаеме ние дека тука има многу перфидни игри каде што од една на друга ставка се префрлени огромни пари. Ајде да зборуваме министерство по министерство.
во апсолутни износи имаме зголемување на пари кои што одат во министерствата. Имаме затоа што премногу вработивте, затоа што ги зголемивте платите, меѓутоа, дали во проценти од бруто домашниот производ имаме онаму каде што стратешки треба да инвестираме, а тоа е да се приближуваме кон стандардите на НАТО и да инвестираме во подобрување на армијата на Република Македонија и да ја подготвуваме за влез во тие евроатлантски структури. Дали, почитувани граѓани, имаме од она што овде го кажуваат унапредување на животната средина, вложувања кои што ќе ги задоволат нормите кои што утре задутре ќе ни требаат за да влеземе во Европската Унија. На сите ви е јасно, посебно на министерот, дека првата точка која што ќе отвориме од поглавјата за влез во Европската Унија е токму животната средина. Колку пари одвојувате тука? Зборувате за одредени комбинати и фабрики кои што не ставиле филтри за загадувањето. Зарем вие овие 10 години како влада презедовте нешто да направите и да ставите филтри на ТЕЦ Осломеј и на рек Битола? Дали направивте нешто стратешки во Република Македонија како влада да помогнете во отворањето на регионални депонии, да се преработува отпадот и слично? Па првото со кое што не ќе можеме да го пројдеме првото поглавје, а во овој буџет повторно нема пари. Знаете ли дека сите канализации од изворот на реката Вардар па до Скопје, барем оние ја што ги знам, сите канализации без пречистителни станици се влеваат во реката Вардар. Тоа не е само за да влеземе во Европска Унија да ги направиме. Да ги направиме за да можат, ако не ние, барем идните генерации да имаат здрава животна средина. Тука не се инвестира. Во денешно време, во 21 век, 10 години да бидете на власт и да не може да се помогне да се уште на влезот во Тетово да имаме купишта и депонија, која што буквално секоја вечер се пали и гледате на телевизија, и сме биле најзагаден град во Европа па и во светот. Дали за тоа оваа влада предвидела некои средства, предвидела ли нешто да го заштити сопственото население? Дали оваа влада мисли со ова што го нарекуваме буџетски трошења да покрие нешто и за регионалниот рамномерен развој? Се фалат овде, на страна 13 погледнете, дека ќе се, целта им е да има намалување на диспаритетите во степенот на развиеност меѓу планските региони и рамномерен регионален развој. Дали тоа само го пишувате во овој буџет или го правите реално на дело? Ако го правевте досега во Република Македонија, ќе беше не во одредени средини, каде што немате инвестирано ниту еден денар, ниту едно евро каде што нема инвестирано. За жал, тие средини сега и 50% од тоа население од тие краишта е веќе иселено. Селективноста е секаде присутна и е како дел од оваа влада. Селективноста им е позната и при распределбата на она што го кажуваат како помош на општините. Се даваат пари на одредени општини, а не на сите како што заслужуваат. Тоа владата на СДСМ нема да го дозволи и сигурно од буџетот на Република Македонија веднаш ќе биде распределени 80 милиони евра на сите општини низ Република Македонија, колку толку да покријат делот она што значат нивни трошоци. Затоа, кога разговараме за буџетот, кога разговараме за одредени министерства кои што добиваат пари, потребно е да видиме дали тие средства правилно и се трошат. Дали министерот за финансии може да ни каже сите овие 10 години она што го предвидувале како пари од буџетот за инфраструктура, дали целосно ги реализирале или истите секогаш ги користеле да ги покираат буџетските дупки?
Токму тоа е правено и затоа инфраструктурата низ Република Македонија секогаш ја градиме со кредити, со заеми и со гаранции на јавните предпријатија. Затоа донесовте закон минатата година, за да не биде јавниот долг голем, за да не биде долгот толку огромен на владата, го направија да она што значи долг не биде прикажан кај владата, туку да биде прикажан кај јавните предпријатија. Без разлика дали едните или другите се, каматите и отплатите ќе паднат на грбот на сите нас. За тоа ќе бидеме можеби свесни, ама не сме свесни дека тоа ќе го плаќаат сигурно нашите идни генерации. Како да можеме да му веруваме на еден министер кој што седел во владата на Никола Груевски, кој што без трунка совест се фалат дека секаде отвораат технолошко-индустријски развојни зони и по тие вработувале луѓе. Овој министер бил во владата како вице-премиер. 100 хектари најплодно земјиште, не технолошко-индустријска развојна зона, не јавно-приватно партнерство со норвешка фирма, бидејќи од Норвешка нема дојдено ниту 1 евро. Дадено е она што му го кажавме не за джабалак, без пари, на 99 години. Па 99 години оваа држава и оваа земја не ја користиме ние како Македонија и како македонци од ослободувањето од Отоманската империја од тие 500 години. Повторно ли без пари ќе даваме само за да може овде да прават она што наумиле да го прават? Дали она што го имавме како амандмани ќе влезат во буџетот, бидејќи и ова е ребаланс на буџетот каде што намалени се приходите, бидејќи знае министерот колку може да оствари и да собере од овој народ. Во неговото експозе ни кажува и се фали дека од данокот од добивка зголемувањето на приходите било за 2015 167%. Па како не ќе биде кога до 2015 година имавме ослободување од данок од добивка, се додека фирмите кои што работеа и остваруваа огромни добивки, а тоа беа фирмите формирани од фамилијата, да не плаќаат добивка, а да ги оправдуваат парите што ги имаат. И сега кога воведовте да се плаќа данок на добивка, кажувате дека процентот се зголемил за 167%, а од друга страна вкупните приходи се зголемиле за 6%. Значи ли тоа, министре, дека приходите од данок на додадена вредност ви се намалуваат и секоја година она што го планирате, ниту една година го немате остварено во износот кој што сте го планирали? Сето тоа дава дојам дека ДДВ-то се полни од потрошувачката. Потрошувачката се намалува кај граѓаните. А не да се фалиме дека имаме толкав буџет, тој буџет е реален, а од тој буџет ниту има реалност, ниту има остварливост, туку повторно некој во сопствениот джеп ќе може да пикне дел од осиромашениот народ, кој што двои од својата уста за да даде на државата и да плати. Па затоа имаме запленување на имот на оние кои што се осиромашени и неправдани, имаме присилна наплата за радио, телевизија, која што буквално никој не ја гледа, тоа е мратава. И сега кажуваме дека наредната година ќе собереме 2 милиарди и 800. Ама за да ги задоволиме апетитите до 3 милиарди и 200 колку што ни се потребни, ќе земаме. Што ако како министер размислувате ли една мала смена на политика или едно кажување од некаде не на давањето на заеми и кредити? Што правиме тогаш? Дали сме спремни или сме имуни на таквите работи кои што можат да дојдат? Бидејќи луѓето даваат, еден ден може и да нема. Размислувате ли што ако со олкави трошоци кои што сте ги ставиле во овој буџет не остварите доволно приходи? Повторно ли ќе го зголемуваме буџетскиот дефицит, а со тоа напоредно ќе го зголемуваме и јавниот долг на државата? Сметате ли дека се она што го правите не само што не е реално, него е на грбот на граѓаните? Немојте да мислите кога ќе ни кажете дека имате инвестиции со кинезите олку и толку. Па видовме од тој кинески кредит колкава е провизијата.
Толку немате во цела Западна Македонија инвестирано во овие 10 години. Тие 25 милиона евра да ги инвестиравте, да направите магистрален пат, да не поврзете Тетово со Косово, да поврзете одредени категории на население за да можат да се работуваат меѓу себе, вие ги земате за провизии, дали е тоа актор, дали е тоа кинеската провизија, да не зборуваме и за другите.